Роди ме мајко со късмет банкар да станам. Вака може да се протолкува старата народна за македонски услови. Додека стопанството постојано се жали дека е во криза, за македонските банки нема криза. Ако 2024 година ја завршија со рекордна добивка од речиси 283 милиони евра, одлично им оди во првите 3 месеци од годинава. Заработиле речиси 72,6 милиони евра. Податоците на Народната банка покажуваат дека само за 3 месеци од годинава банките наплатиле од граѓаните и бизнисот над 146 милиони евра само од камати. Само домаќинствата пак за камати платиле над 58 милиони евра во домашните банки. Бројките покажуваат дека нето приходот од камати за банките бил речиси 113 милиони евра. За надоместоци и разни банкарски провизии пак граѓаните и бизнисот оставиле 44 милиони евра во домашните банки. Нето приходот од провизии за банките во првиот квартал годинава бил над 27 милиони евра. Математиката покажува дека само за камати и провизии граѓаните и компаниите платиле над 190 милиони евра. Но во кои банки завршил најголемиот профит? Податоците на Народната банка покажуваат дека речиси цел колач завршил кај 5 големи банки во земјава, или од 72,6 милиони евра профит, кај нив завршиле 66,4 милиони евра. Остатокот го делеле 3 средни и 5 мали банки во земјава. Финансиските извештаи пак на банките покажуваат дека најголема добивка за првите 3 месеци од годинава имаат 3 од најголемите банки, и тоа Комерцијална, НЛБ банка и Стопанска банка Скопје. Комерцијална има најголем профит од над 19 милиони евра, потоа е Стопанска банка Скопје со 14 милиони евра, а добивката на НЛБ банка е 11 милиони евра. Податоците покажуваат дека 3 најголеми банки имаат поголем профит од сите останати компании на македонската берза.